Беше тоа на 7. април 529 година, кога во Цариград бил издаден првиот насрет на Јустинијановиот законник, кодификација на царските закони од 2 век до тогаш. На 7. април 1902 година, во Кадино село Прилепско, заедно со уште 7 комити, загина војводата Методија Патчев. Тој на селскиот празник Благовест дошол со 6 соборци во Кадино село за да покрсти нови членови за организацијата. Бил предаден и обкружен од турскиот аскер и Башибозук. Селаните ги закопале македонските херои во црквата Света Богородица, а подоцна ги откопале и ги погребале во заедничка гробница на селските гробишта. За војводата Методи Патчев испеани се повеќе песни. Беше тоа на 7. април 1910 година, кога е родена Кераца Висулчева, современа македонска сликарка која творила во Македонија и Бугарија. На нејзиното инсистирање, во 1941 година доаѓа во Македонија и се вработува во женската гимназија во Скопје, а во меѓувреме учествува и на неколку групни изложби. Заради одредени семејни обврски се враќа во Бугарија. Неколку години пред својата смрт во 1996 година таа емигрира во Република Македонија, каде Министерството за култура и се одолжи водејќи грижа за нејзиниот престој во Македонија и обезбедувајќи заштита за делата кои ги остави за македонците и на Македонија. Целокупното творештво од над 500 дела Висулчева го остави во трајна сопственост на македонската држава. Денес тие се изложени во Ресен и Скопје. На 7. април 1944 година, по жестока и нерамноправна борба со бугарската војска и полиција, во близина на градскиот парк во Кавадарци загинаа Киро Крстев и Димче Мирчев. На 4. април 1944 година, заедно со Димче Мирчев во куќата на Иге Златев, организираат една поголема група младенци за партизани. Вечерта на 6. према 7. април се откриени и куќата е опколена од голема бугарска војска и во борбата која трае неколку часа загинаа 20 херои Киро Крстев и Димче Мирчев. Беше тоа на 7. април 1948 година, кога во рамки на Обединетите нации основана е Светската здравствена организација. На 7. април 1953 година во Белград умре Димитар Влахов, македонски револуционер, политичар и публицист. Роден е во Кукуш, Егејска Македонија, на 8. ноември 1878 година. Есента 1903 се вклучува во македонското национално ослободително движење. По младотурската револуција во есента 1908 година е избран за пратеник во Отоманскиот парламент како представник на левицата на македонското ослободително движење. Во ноември 1944 година се враќа во штотуку ослободеното Скопје и преминува во членство на Комунистичката партија на Македонија. На второто заседание на АСНОМ во декември е избран за член на президиумот. На третото заседание на АСНОМ станува член на президиумот на Народното собрание на Македонија. Но партиското раководство во Македонија на чело со Лазар Колишевски пополека го потиснува од власта, испраќајќи го на работа во Белград. На вториот конгрес на Народниот фронт на Македонија во мај 1948 година Влахов е избран за председател на Народниот фронт на Македонија, а на 6-тиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија во ноември 1952 година е избран за член на Централната ревизиона комисија на партијата. Умира во Белград во 1953 година. Седми април е Светски ден на здравјето.